Почитувана господја Вирбе Вимпари, раководител на секторот за оперативни работи при делегацијата на Европската унија во Македонија, почитуван директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Николче Бабовски, почитувани директори, заменик министер, државен секретар, почитувани фармери, присутни, медиуми, почитувани граѓани. Чест ми е задоволство денеска да соопштам дека денес и во следните денови ќе бидат склучени 692 договори за корисници на средства за набавка на трактори преку мерката инвестиции во физички средства на земјоделски стопанства преку ИПАРД 2 програмата. Вкупно 692 договори ќе бидат склучени во следните денови. Денеска со потпишувањето на првите договори се вгризуваат нови средства во нашиот домашен агросектор, кои придонесуваат за унапредување на домашното земјоделство. Чест ми е да соопштам дека ова е рекорден број на корисници на средства преку оваа мерка од секогаш. Од воопшто колку што постои ИПАРД програмата. Многу ме радува овој факт што ја зголемуваме искористеноста и заинтересираноста на земјоделците за ИПАРД програмата. Со овие средства ќе се олесни работата на земјоделците и ќе се унапреди состојбата на фармите и на земјоделските стопанства. Тоа значи зголемено производство и зголемен извоз на домашните земјоделски култури и производи. Вкупната поддршка за набавка на трактори и механизација од ИПАРД 2 е околу 5,8 милиони евра. Од нив 1,4 се од национално финансирање, а над 4,3 милиони евра се од европските средства преку ИПАРД. Со оваа сума ќе бидат опфатени сите оние кои што имаат комплетни апликации и тоа го направивме да биде без рангирање. Односно, сите апликативни, без да се прават списоци, без да се прави никаква друга селекција, да бидат одобрени. Затоа се вкупно 692. Почитувани, земјоделството ќе биде една од основните гранки на кои што ќе го темелиме идниот економски раст на нашата држава. Нашата земја ги има сите предности за конкурентно земјоделско производство, кои што мора да ги искористиме за развој на вкупната економија и за напредок на државата. Но во овој процес од исклучително значење е поддршката која што ја добиваме од Европската унија кон која што се стремиме. Токму преку овие расположливи фондови кои што ни стојат на располагање. Со унапредување на процесот на евроинтеграцијата, интензивирање на меѓусебната соработка помеѓу Македонија и Европската унија и политиките кои што ги презема оваа влада, ова поддршка ќе продолжи да расте во наредниот период. Тоа особено не радува нас и сите граѓани на државата. Покрај финансиската поддршка, нашите европски партнери нудат искуство, нудат нови пазари, нови механизми за создавање на модерно, конкурентно и препознатливо земјоделство. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја препознава вредноста на сите овие инвестиции. Нашата цел е да овозможиме земјоделството да прерасне во современа и во профитабилна гранка која што ќе нуди можности за напредок и за заработка. Затоа постојано работиме на јакнење на капацитетите за подготовка и еволуација на потребната документација за аплицирање на ИПАРД програмите. Тоа го докажавме во целиот овој период. Нашата интенција е што поголема искористеност на средствата од ИПАРД програмите. Во таа насока работиме заеднички за да создадеме квалитетни, целосни апликации, да го потикнеме искористувањето на што поголем процент од расположливите средства преку овие програми. Работиме да акредитираме нови мерки, работиме да ги поедноставиме процедурите, работиме да отвориме нови фондови за македонскиот аграр. На овој начин придонесуваме за напредување на нашето домашно земјоделство, за зголемување на извозот и за конкурентно земјоделство и конкурентни македонски производи. Затоа, чест ми е што денеска обзнануваме дека близу 700 договори само во следните денови ќе бидат склучени. Ова се милиони евра средства кои што ќе влезат во македонското стопанство и во нашите фирми. Особено нарадува што успеавме тоа да го направиме со европски средства. Ви благодарам на вниманието, а на вас сите оние кои што ќе потпишете денеска и во
во следните денови договори. Ви посакувам успешна работа во агросекторот. Благодарам.